Битолските основни и средни училишта деновите од зимскиот распуст на учениците ги користат за спроведување низ активности, со цел во подобри услови да ги пречекаат учениците во второто полугодие. Една од активностите е вршењето вонредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училиштата, согласно препораките на Министерството за здравство. Се со цел да се преземат превентивни мерки за спречување и сузбивање на заразните болести, кои можат да попречат во нормалното одвивање на образовниот процес. По препораки на Комисијата за заразни болести од Министерството за здравство добивме известување од Министерството за образование и наука да се продолжи зимскиот распуст од 18 на 23 јануари. Тоа е како превентива од ширењето на грипот, кој што веќе и при крајот на првото полугодие, веќе последните 2 недели децата изостануваја од настава, но и за време на зимскиот распуст добивавме информација дека децата се болни. И затоа се продолжува зимскиот распуст на 23 јануари, со што целта е да се спречи ширењето повторно на грипот, но и втора насока добивме дека треба да се изврши дезинфекција и дезинсекција во училиштата. Тоа е кај нас спроведено таа постапка во училиштето и спремни на 23 јануари го започнуваме второто полугодие, значи имаме и парно, дезинфицирано е училиштето и спремни ги очекуваме нашите ученици за започнување на второто полугодие. Дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата е задолжителна во основните и средните училишта и се спроведува секоја година за време на отсуство на учениците од настава. Покрај оваа мерка се превземаат и вонредни мерки за зголемување на нивото на хигиената во објектите. Набавени се средства за одржување на тоалетите и доволна количина на течен сапун за одржување на личната хигиена на учениците и на вработените.